Основната вредност во современото општество е слободата. Задачата на дескриптивната етика е да опишува какви видови морални норми има и како се развиваат и функционираат различните човечки општества како морални заедници. Постојат неколку морални определби и нивни застапници, како на пример: мерата е најважна, античка Грција; своја среќа, Хобс, Фоербах; задоволство, Аристип; добро разбран егоизам, Хелвециус; должност, Кикерон, Кант; најголема среќа за најголем број луѓе, Бентам, Мил; заемопомош меѓу луѓето, солидарност, Спенсер, Кропоткин; љубов, Спиноза, Соловјев; сомилост, Шопенхауер; неповредување, чување на животот, Џајна, Ганди, Питер Сингер; добро на другиот, алтруизам, Огист Конт. Моралот се реализира низ 4 форми, и тоа: идеал, вредност, норма, постапување. Идеалот ја представува смислата која личноста ја пронашла или прифатила. Највише добро е идеал, она што е најважно, што е извор на сите други вредности, ги покажува нив и им дава сила. Вредност е она што чини, што го изразува духот на етичката определба на личноста, замисли и цели за кои човекот мисли дека се правилни, дека му се допаѓаат и дека му се потребни. Нормата е етичка заповед, барање за действување, директен опис на она што е вредно и што се наложува да се прави. Под постапување се подразбира човечко однесување, она што човекот го прави и се однесува на некое животно и етичко прашање. Идеалот, тоа е нешто најубаво, најважно. Вредноста може да се представи како: јас го сакам тоа, го избирам, тоа е мојата етичка цел и приоритет. Нормата може да се представи како: тоа треба да се направи или тоа не смее да се прави. Постапувањето може да се представи како: јас го правам тоа, тоа сум јас, тоа е мојот морал и мојот прилог кон етиката.